Гледате еден на еден. Овозможено од Lenovo, дистрибутери овластен сервис и нет. Се работи за едно мало книгиче од 10 на 15 страници, кој што се вика принципи на човековата глупост, напишано од еден италијански економиста, кој што за свој мерак направил студија на тема човековата глупост. Ама не во ја мислам вака, него ставил 5 закони. Дека 1, 2, 3, 5 закони и на жаре му ја препорачав. И сега, кога споменате таа, тука има опишување на феноменот зошто, како функционира човековата глупост со кој што се среќаваме секој ден во животот. Младите се уште тоа не ги интересира, се уште може мислат дека во тие 100 луѓе што ги знам има 20 будали. Ние што сме постарите, многу добро знаеме дека од 100 души 98 со будали, 2 се паметни. Така да таа книгата пропагира дека глупоста може да биде многу разорна доколку не се посвети внимание и додека го немате радарот уклучен да ги ловиш глупаците околу себе кои што ги има секаде. Не се сите глупави, али ги има повеќе него што мислиш дека се. Ги има во секоја средина. Тоа се неколку закони. Па и во академија и меѓу професори. И секаде, да. Така да математичките шанси и процентот на глупаци што може да ти направат штета во животот. Значи, суштината е да се научи, да се препознават за да ги избегнеш штетите што ќе ти следат од глупаците и од нивните активности. Затоа што дефиницијата што ја кажа Жаре е дека глупакот го дефинира тоа што не правејќи корист за себе никаква, тебе ти прави штета. Он ќе ти направи штета, ама оно тоа никаква корист нема и тоа го прави глуп. И ти имаш од него штета, а он не чарил ништо. И така да, учејќи ги тие закони на човека глупост, и ја препорачав книга на Жаре, пошто мислам дека е во години каде што може би на младите им е прерано за таа тема, но луѓе кои што доволно пати се изгореле во животот од постапки на глупаци од нивната околина, мислам дека ги биде доволен мотив да научат што тоа ги прави глупаците глупави, зошто толку многу ги има и како ние да ги изескивираме денеска за да они си останат глупаци, ама ни да си го тераме својот живот без да трпиме штета од луѓе кои што си се глупи, нека бидат глупи на своја штета, не на наша штета. Дека они ќе постојат, нашата мудрост треба да биде само да ги ескивираме. Остави го, ама ти препознај го оддалеку и само во благ лук заобиколи. Ако не му се посветиш да научиш кои се знаците и зошто постојат глупаци и повеќе него што мислиме, неизбежно ќе налеташ, нема да го препознаеш, он ќе те повлече со се тебе и ни крив ни должен ќе потонеш и ќе претрпиш штета од таков глупак.